Добро утро и од мене. Мој утрински гостин е Фатон Асани, директор на Агенцијата за управување со одземен имот. Тоа обично ние го велиме конфискација. Конфискацијата е кривично-правна мерка која се изрекува како дополнителна освен основната затворска мерка. Во секој случај, кога зборуваме за конфискација, тоа доби политички димензии. Некој од актуелна власт ке конфискуваше стотина милиони од овие претходни, да речем, условно осомничени криминалци. Мислиме дека значаен дел од парите што се префрлени за време на груевистичкиот период може да се вратат и преку конфискација на нивниот имот тука или во странство, но тоа се тешки процеси и прилично деликатни за изведување. Како и да има и неколку други судски големи предмети кои завршува и со конфискација на имотот. Фатон Асани, директор, ве прашувам кои се специфичните случаи каде што вие одзедовте една поголем недвижен имот, што автомобили, транспортери, куки и така натаму. Пред се добро утро и на вас, добро утро и на вашите гледачи. Благодарам за вашата покана за денешниот утрински брифинг. Значи, агенцијата продолжува со конфискација, се конфискува секојдневно, од страна на царина, од страна на судот. Последниот случај и актуелен случај беше случајот Сеат Кочан. Веќе се конфискувани 26 недвижнини, префрлени на име на Агенцијата за управување со одземен имот. Во тек е конфискацијата, односно пренос на возилата кои што се распространети по цела Македонија, да речеме, ги носиме во Скопје, на Качанички пат, на еден плац од собственикот Трансмет, кој што веќе и истиот плац е во собственост на агенцијата и така. Секој ден се продолжува. Кога се работи за Кочена и уопште во конфискацијата на нелегално стекнатиот имот, има моменти кога нема јасен приоритет државата дека треба да биде меѓу првите што ќе си наплати дел од конфискуваниот имот. Тоа особено доаѓа до израз кога бизнисмените ги заложуваат имотите, потоа се кредитно флексибилни и така натаму. Кој добива приоритет при конфискацијата на имот? Видете, вака се, пошто го спомнаме веќе случајот Сеат Кочан, тука има и назначен стечаен управник кој што и ги прибира и собира сите бенефити од страна на таа фирма кои биле по други фирми собирани, дали возила, недвижен имот. Тука има и една нејасна ситуација каде што во повеќето од запленетите возила сите се скоро ставени под некој залог на банки. Би требало приоритет да има државата, а втори да се, да речеме, банките. Меѓутоа, не знам се уште како ќе биде тоа разјаснето и со кој резултат ќе биде крајот, бидејќи сепак, според мене, државата би требала да биде на прво место, а банките да се на второ место. Затоа што секоја банка, доколку дала некој си кредит или на некој бизнисмен, треба да рачуна и на ризикот за тој кредит. Затоа банките имаат издвојување за ризични пласмани, тоа е составен дел на деловната политика. Колку до сега, во овие 3 години додека сте директор на Агенцијата за одземен имот, сте оттугиле дел од имотот што бил запленет? И какви се тие, по некаква спецификација, недвижен имот, камиони, станови и така натаму? Вака сега, од сите гранки кои што се во агенцијата, откако сум јас директор, немаме само постапено, односно немаме извршено продажба на недвижен имот. А се друго го имаме направено. Би почнал со возилата. Значи, најголемиот проблем во агенцијата, а непрофитабилен, се возилата. Односно, возил имаме по цела Македонија и бројката изнесува над 10.000 возила. Ако агенцијата постои од 2009 година... Тие се употребливи или тие се на граница на старо железо? Би ви кажал некои бројки. Значи, ако агенцијата постои од 2009 година, до 2016 година, биле продадени некаде околу 300 возила за старо железо.
сепак таму постои една процедура за да дојдеш до продажба на возила. Од 2017 заклучно со 2019 година, 31 декември, агенцијата има продадено 1300 возила за старо железо. Значи скоро 400% сме подобри од и во време, и временски, и во бројки. Потоа... Што правите со овие возила кои се во возна состојба и кои имаат некој квалитет и така натаму? Ги донирате? Кому ги донирате? Како ги донирате? Пак ќе почнам значи со истото да правим за да знаеме која е разликата меѓу нас и екс-власт. До 2016 година биле донирани некаде 300 возила, 300-350 возила на државни институции, значи во 7 годишна работа, а ние откако сме ние на власт да кажеме или откако сум јас директор таму, од 2017 до 2019 имаме донирано некаде над 500 возила на државни институции. Општини, болници, школи, министерства и така Македонија пат исто имаме, можам да кажам и да се пофалам дека имаме доста помогнато, некаде имаме доделено камиони и така малку сме ги освежиле над 250.000 евра. И кога ќе соберете сумата, некаде државниот буџет е заштеден над 1,5 милиони евра. Фатон Асани, директор на Агенцијата за конфискација, за управување со конфискуваниот имот, која би направиле, да речем условно, буџетска ревизија, колку до сега во вкупен износ сте продали или државата се обештетила со продажба на имотот? Видете, ние од продажбите кажав дека единствено немаме направено продажба на недвижен имот, а движен имот имавме и од некаде 20 предмети продадовме 17. А порано мислам дека продале само 3. Господин Асани, имате ли впечаток дека осомничените за сторени кривични дела и така натаму помалку се заштитени на начин на кој успеваат во текот на постапката да го префрлат имотот, да не биде предмет на конфискација, се одолговлекува целата постапка само и пред се заради конфискација на имотот. И како, например, би можело конфискација да се изведе само исклучиво со судска одлука и со таксативно набројување. Како би можело, например, да се наплатат дел од трошиците кои се дел од приходите или криминално стекнатите пари кои се надвор од државата? Видете, сега ќе ви кажам еден случај и мислам дека и ќе биде и реализиран. Некаде треба агенцијата да врати околу 400-500.000 евра од едно правосилно решение. Паричните средства се наоѓаат во Германија. Сме во тек и мислам дека ќе биде реализиран и ќе бидат вратени истите. Тоа е малку наспроти оно што ние сме обседнати дека се изнесени милиарди и така натаму. Секако дека малку, меѓутоа агенцијата е едноставно еден извршител на државата и постапува строго по правосилни донесени решенија од страна на судот. Сега тука рековте дека очекувавме да бидат вратени од криминалците парите, меѓутоа нели има извршна власт и судска власт. Ова сето што го зборуваме зависи од судската власт, не од извршната. Ако судската власт донесе решенија и ние добиеме правосилни решенија, сигурно дека би постапиме. Значи тука треба да правиме на разлика. Ајде да направиме малку да поразговараме за некакви раритетни конфискации. Што стана со бананите кои беа дрогирани, да речеме, од кои произлезе оваа афера за кокаинот во Македонија? Тоа беше цел камион со банани. Да, беше некаде се околу 18 тони банани. Видете, јас го свикав управниот одбор и разговараме баш за овој случај. Од страна на обвинителство добиме наредба за продажба или за донирање на истите. Бидејќи се работи за овоше кое е лесно расипливо, управниот одбор реши да ги донираме на државни институции, односно на школи, старачки домови, болници и истата акција веќе е во тек. Беше одлучено за донација, а не за продажба, затоа што, како што кажав, е лесно расиплива храна
и агенцијата одлучи истите да ги донира. Имате ли притисок одредени одземени предмети да ги случувате, да ги вратите, да ви ги откупат газдите кои се осудени за тоа? Па газдите нема ни право за да ги откупат истите. Значи, кога би имало некоја продажба, сигурно би требало да се појави некој друг за истите да си ги купи. Меѓутоа, е правило во агенцијата и законски предметите кои што се одземени на судски осудените не може да ги купуваат. Се самофинансирате ли од буџет? Имате ли доволно пари од продажбата да се самофинансирате? Ние сме под буџет, не се самофинансираме. Би кажал тука дека државата, односно владата, треба и да посвети внимание на агенцијата, бидејќи агенцијата, според мене, била направена, ако рекла Европа, направете агенција и колку само да има на хартија. Од 2017 мислам дека не е само на хартија агенцијата, работи, дури цела Македонија ја спозна агенцијата дека воопшто постои, затоа што, како што кажав, со самите донации луѓето нешто добиваат, институциите добиваат, и така да владата треба да обрати внимание. Само ако ние досега сме имале резултати, сигурно би биле многу поголеми резултатите, доколку агенцијата има многу подобри услови за работа. Фатон Асани, директор на агенцијата за недвижен имот, вие сте од Ростуш. Да, од Велебрд. Од Велебрд. И што е најважно, сте кадар на СДСМ. Да. И натаму останувате кадар на СДСМ. Секогаш кадар на СДСМ. Добро. Ваш дел од семејството е во Италија. Имате стравување поради коронавирусот? Па не, искрено. Вчера ми пристигна семејството, бидејќи школите се затворени до 15 март сега, и не стравувам. Значи, тоа психички како луѓето ќе го доживеат, и како што ви кажав, ако го мислеш многу, може да добиете. Добро. Благодарам многу, беше тоа Фато Снано, директор на агенцијата за управување со одземениот имот. Ако очекувате дека ви кажам дека се одземени 20, 30, 50 милиони евра, се лажете, бидејќи вештите менаџери за кои имаме сомневање или за кои се покренати кривични постапки знаат да си го распоредат имотот за време на судските процеси, но како и да е еден дел во битката со организираниот криминал, ова мерка мора да добие во свое значење. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.